Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов е во дводневна работна посета на Република Бугарија по повод учеството на самитот на шефовите на држави и влади на земјите членки на процесот за соработка во Југоисточна Европа. За време на посетата на Бугарија, Иванов ќе има средба со председателот на Бугарија Росен Плевнелиев, бугарскиот премиер Бојко Борисов, како и бројни билатерални средби со учесниците на самитот на оваа регионална иницијатива. Заврши судењето за фабрика за афери, во која се печатени лажни лични документи, пасоши, како и банкарски документи на имиња на државни функционери. Изречена е пресуда од 2,5 години казна затвор за Захир Бекири Чауш. Неговиот брат Имир Зекири доби затворска казна од 1 година. Недоразбирањето кое трае меѓу Кривичниот суд и Врховниот суд повторно го одложи судењето за случајот Диво Населје. Откако двајцата председатели не можеа да најдат компромис, владата со одлука му ја даде на Кривичен да ја користи големата сала за процесот во кој има 37 обвинети. Сепак на новинарите, адвокатите и роднините денеска судската полиција на Врховниот суд не им дозволи да влезат со објаснување дека нивните колеги од Основен суд не го организирале спроводот од ходникот по скалите до салата за судење. Комбето полно со бои и катапулти, со кои е причината штета од 250.000 евра, го управувал Новица Павич, лице кое од 15. октомври 2013 година е вработено во партијата СДСМ на неопределено време како возач на моторни возила. СДСМ директно го организира уништувањето на јавното добро низ Скопје. Комбето во кое е откриена бојата е собственост на партијата СДСМ, а лицето кое го управувало исто така е вработено во партијата СДСМ. Возачот се очекува да добие соодветна пријава од полицијата. Претпладне од Солун замина товарен воз преку Македонија кон Централна Европа, а вториот се очекува во текот на денот, по отстранувањето на блокадата на железничката линија кај Домени која траеше од 21 март. Тимови на грчкиот железнички оператори ја завршија проверката на линијата која беше блокирана од страна на бегалците, сместени во Идомени и беше ослободена откако мигрантите и бегалците се преместени во други прифатни центри. Првиот воз по 70-дневната блокада минал во неделата. Не е тајна дека некои земји членки на Европската Унија се скептични во однос на продолжување на санкциите против Русија поради украинската криза и неизвестно е дали Унијата ќе одлучи санкциите да бидат обновени, изјави денеска германскиот министер за надворешни работи Франк Валтер Штајнмајер. Санкциите од областа на енергетиката, финансиите и одбраната, кои се воведени кон Русија поради нејзината улога во судирите во Украина, истекуваат во јули.